Океј, добро дојдовте на првата средба за 2025-та. 2024-та и ја почнавме и завршивме доста успешно. Планот за 2025-та ни е тоа да го направиме уште подобро. Сега имаме многу интересна тема со Дуле. Нема да го читам насловот, го читате и го знаете. Може да најавам дека веќе за февруари и за март имаме договорени предавачи со многу интересни теми. Април го чекаме Веко да ни потврди. Ете, пола ни потврди, уште пола да ни допотврди. Како и да е, поканата останува до сите. Знам дека сите сте вклучени во многу интересни проекти, правите многу интересни работи и имате отворена покана да ги споделите тие теми со сите нас и нормално да добиете и фидбек и прашања и така натаму и така натаму. Има форма за аплицирање на социјалните мрежи или пак слободно преку Миодраг или мене или било кој од .NET заедницата, слободно контактирајте не и ќе договориме средба. Имаме уште многу планови, меѓутоа за сега нема да ги откривам, ќе бидете информирани и преку социјалните мрежи и во некои од наредните средби. Толку од мене, доколку имате прашања, најверојатно јас ќе шетам со микрофонот, слободно дигајте рака и викајте, ќе прашувате и Дуле ќе одговара. Повидите. Океј, се слушаме. Прво, фала што се појавивте во толкав број. Фала Мирослав што ме најави. Јас ќе зборувам квадречки најверојатно, затоа што нема се снајдам ако пробам да го менјам речникот. Фала многу на покана, фала на .NET Community Group Македонија, фала на Миодраг, фала на B42, фала на Пале што ме намести да бидам тука. Ја немам презентирано оддамна, така да ако се здъткам, почекајте, најверојатно ќе се уклучам пак за некоја секунда или минута. За мене лично, мислам дека голем дел од вас ме знаете, али не знам што лично да ви кажам. Котхем е прва фирма, тука работам веќе многу години. Сум работил многу технологија, али сега моментално работам .NET. Приватниот живот сум ништо. Имам доста хобиња, тоест едно или повеќе, не знам што да кажам. Играм шах, возам мотори и тоа. За денес презентацијата е крстив Automating the Repetitive with Source Generators, бидејќи тоа е начинот на кој што јас се запознав со Source генератори, со тоа што ги користев на начин кој што го поедноставуваат кодот, бришат многу голем дел од ствари кои што ги повторуваме од проект на проект и имаш и фактички го бришат бойлерплейт кодот кој што не е потребен. Ова требаше да го кликнам пред некоја секунда, али да, јас сум Дуле Папандов, софтверски инженер во Котхем. Ќе пробам да објаснам што се Source генератори, каде јас ги научив, што направив со нив и на крај ќе зборуваме малку за DAPI, тоа што беше во насловот. Тоа е еден тул или фреймворк, library се, кој што ти овозможува брзо да правиш API, значи од нула до целосно API кој со CRUD операции, со филтрирање, сортирање, да го имаш во неколку минути, технички. Сега, што се Source генератори? Прв пат се појавени во .NET 5, т.е. 2020 година, но не, како превју и не се користеа баш многу тогаш. Повеќе замав земаат од .NET 6 па наваму, а сега гледам дека и во многу различни библиотеки веќе тие се користат и во многу популарни фреймворци. Например, јас го научив за Source генератори од Maui. Тоа е крос-платформ фреймворк за Android и iOS девелопирање нативно. Таму јас научив за Source генератори, ми беа интересни, па имав и привилегија да направам нешто со нив, како дел од работа. Што се Source генератори? Source генератори е уствари код, обичен код кој што го пишуваме, а во позадина крира друг код. Тоа е фичер на Roslyn, кој што ни овозможува да бидеме дел од компилацијскиот лайфсайкл на компилационот технички. И тоа е многу добро. Кога се пушта компилацијата, нели, целта е да ги провери нашите синтаксички грешки од некој тип, па после тоа да го преведе тој нашиот код заедно, нашиот source код заедно со библиотеките или било што, да го преведе во машински јазик и да го за компјутерот да го свати и да екзекутира таа програма. Сега во компайлерот има тука уште еден степ кој што е додаден само за the source generator, се вика source generator step of compilation, кој што прави додатна анализа, бара во нашиот код
source генератори и од тие source генератори генерира нов код кој што ние сме го напишале. Потоа се враќа назад во компилацијски систем и го вметнува тоа како input. И после компилацијата си продолжува исто како што било претходно. Со тоа што ние како input ги имаме фајловите кои што се генерирани успат и исто и на нив се прави syntax checking и се друго што му следува. Компилацијата си продолжува и се како што треба. Кодот е кај нас и можеме да го пипнеме. Source генераторот е сега кога се прави ова. Например, ако користиме IDEs како Visual Studio или Visual Studio Code или Rider, не мора да билдеме за ова да се случи да се изгенерира код, туку тие сами си го прават тоа во меѓувреме. Зошто би користеле source генератори? Затоа што е подобро од Reflection и е многу побрзо од Reflection, бидејќи Reflection се извршува на runtime и аз се користим многу и за филтрирање, јас сум го користил за некои такви по-комплицирани ствари, али е многу бавен. Помалку runtime issues имаме, работи добро со ahead of time compilation, нешто што се прави во Android и во iOS, например, многу, и може да се случи да се тримува дел од кодот и со Reflection тоа воопшто не е ни возможно, бидејќи ќе се стрипуват тие класи. Но е возможно со source генератор, бидејќи тоа на крај на ден се извршува во компилација и ние тој код го имаме секако. Код можеме да го видиме, можеме да го дебагираме и едноставно не е ништо различно од тоа да го имаш како твој файл. Пошто веќе постоечки код. Многу битно за source генераторите е дека тие уствари генерираат код, али не го менуваат нашиот веќе постоечки код. Што во голем дел од случаевите се користи например со partial класи, кај што ако сакаме да додадеме нешто на некаква класа, на некој сервис или било што, најчесто го правиме partial за да може тој код кој што го генерираме да живее заедно со таа класа без да менува ништо внатре. Значи не можеме ние на нашата веќе постоечка класа да вметнеме некој код. Тоа не е возможно со него. Костат тука ли? Он мисли дека е возможно. Тоест или под друго нешто, тоа е некој друг пристап. Океј, споменав за Maui и каде уствари јас прв пат ги видов source генераторите. Па тука. Во Xamarin Forms претходни во Maui имаме MVVM патерна и користиме view модели кај што ги правиме сите калкулации кои што се преведуваат на екранот и многу често користевме пропертиња кои што ги менуваме и викаме on property change на нив. Мислам дека некои од вас гледам имат работено Xamarin Forms и знаат отприлика како функционира тоа. Сега овој код горе е обичен field private string name кој што со анотација observable property во позадина го крира овој код. Значи гледаме дека имаме некакви функционалности, може да override-неме on name changing, да влеземе во life cycle пред да се смени нештото, да го смениме и отколку ќе се смени. И на крај да се викне on property change и да се пропагира тој евент на сите тие што слушат некаде. Например, тука има некој си equality comparer кој што не ни дозволува да се викне on property change ако например пробуваме да го сменеме стрингот со веќе истата вредност. И ова се што гледате тука беше многу огромно пред да биде ова observable property анотацијата. Имавме view model base, сите мислам кои што го кодираа на овој начин и се тоа го правевме во некој view model base и беше многу покомплексно, имавме помалку функционалности. Вака например изгледа еден view модел кој што е тотално идентичен, прават истата работа, има неколку ствари, многу е едноставен, има title, има и string од books, ова треба да биде листа од books. Има метода getBooks. Така. На десната страна можеме да видиме дека имаме full пропертиња, целосни, имаме iCommand и имаме метода getBooks. Тука, например, веќе ви ги покажав observable properties, овие се генерираат со full пропертиња, се повикуваат property change, кога ќе се смени и се си функционира нормално.
Уште еден source генератор е анотацијата relay command, која што во позадина го прави ова. Ова технички. И го зема името на методот и на крајот му дава само суфикс команд. Така што може да се искористи во некој од замловите, во замалите файловите со кои што градиме UI, да речеме. Што ни треба за да направиме еден source генератор? Инаку, ако нешто нејасно во текот на презентацијата или нешто било што под прашање, слободно може да се убаците. Што ни треба за да креираме еден source генератор? Ни треба .NET Standard Library Project 2.0. Ни треба генератор класа со атрибутот генератор и ни треба да имплементираме Incremental Generator Interface. Претходно беше iSource Generator, али сега имаме Incremental Generator, го имплементираме. Искрено, во документација пише само дека е побрзо и дека оди како во пайплайн, али не знам, не сум сватил доволно која е разликата измеѓу нив, само што iSource Generator е веќе обсолит. Или се користи за некои многу едноставни source генератори. Внатре со iSource генератор и Incremental Generator интерфейсот има две методи кои што треба да ги имплементираме, мада во Incremental Generator има само еден Initialize, а тука е Execute и Initialize. После ова треба да креираме исто некој проект кој што ќе биде консумер на некој начин, кој што ќе го референцира овој source генератор проект за да може да ги земе, да ги чита тие файловите, компайлерот да ги препознае и да си креира ствари. Океј, ево го. И мислам дека како вовет е доста повеќе би виделе со куцање. Сега ќе пробаме да направиме некој едноставен source генератор кој што ќе ни креира некаква класа, кој ќе биде дел од нашиот source код, али нема да биде технички ќе биде дел од ќе се генерира во обаја фолдерот, а нема да биде дел од нашиот source код. Опа. Сега Бош, как да го исклучим ова? Извинете, секунда. Тука имам помошен екран. Окей. Би требал Mirror да работи. Добро. Гасиме се. Добро. Имаме празна папка. Тука сега треба да креираме, како што кажавме, два проекти. Едниот да биде .NET Standard Library 2.0. Па и го има тоа горе, али нема врска. Тоа ти сум пробувал, нели? Ете и името е тука. Океј. Креиравме meetup генератор. Сега треба да креираме и ќе креираме некоја си обична конзолна апликација. Ау. Сега. Вака добро? Добро. И сега ќе ги додадеме и генераторот. Добро. Океј, тук имаме генератор, имаме и консумер. Консумерот е обична Hello World програма. Пак ли не се гледа? Аха. Може? Добро. Имаме обична консумер програма која што е конзолна апликација и моментално прави Hello World, ништо друго. Например, што би сакал јас да постигнам сега со обичен source код генератор е да речам generated class, например. Сега не знам што е тоа што се деси, само ќе го избришам.
И тук би сакал да имам некоја generated клас, нема да ја креираме тука кај нас, некоја статичка класа ќе биде тоа, кој што ќе има внатре Hello World метода и најверојатно би принтила Hello World во позадина. Прво нешто што треба да направиме, да одеме во CS проектот на генераторот и да ставиме некои ствари. Јас си ги имам тука, ќе гледам, се извинувам, али не мислам дека не е возможно баш да ги запамтам овие и ова сум го правил пред некој време. Првото нешто треба да го дадеме, треба да ставиме implicit usings на true. Зашо нема мало IntelliSense? Doesn't matter. И има уште едно во property group, property кој што треба да го дадеме и кој што се вика enforce extended analyzer rules. Да биде true, исто. Така? Добро. Уште малку? Ама чекай, ова ќе го тргнам. Таман? Сега морам исто да речам lang version дека треба да биде latest. И треба да додаеме неколку два пакети, кои што аналайзер фактички. Немам IntelliSense, не знам што е работа. Окей. Тука треба прво да го дадеме Microsoft Code Analysis C#. Кој што ќе го ставам на верзијата која што ми е запишана, бидејќи не сум сигурен како би работило со другите. И тука би го ставил така. Сега ова истото би било за аналайзерите. Три. 4. Добро. Со ова сме готови. Сега треба да одеме во консумерот и технички само да додадеме референца. И пат до кај би било во object фолдерот патеката до файловите кои што би се изгенерирале од source кодот. Package reference. Сега тука би требало да биде окей. Добро. Meetup генератор треба да биде CS Project. Output item type треба да биде analyzer. Ова е многу битно, дека мора да го ставиме како тип analyzer. И тука треба да дадеме уште две работи, кои што едно е патеката, друго дека ќе ги става во таа патека. И другото е патека. Се надевам дека ништо нема да сгрешам од ова. Ако сгрешам, одам и ќе ви покажам тоа преска што сум го правил. Окей. Технички ова би требало да биде спремно сега. И сега, следен чекор би било да го искреираме првиот source генератор.
Да. Точно, фала. Другото мислам дека окей. Linter. Test generator. И meetup generator, това трябва да видим. Тук имаме тест генератор класа и отгоре ставаме анотацията generator. Ова трябва да ни ги найде овие ствари и тук трябва да наследиме от iSource генератор интерфейсот. Ако одиме, ако имплементираме интерфейсот, ќе дојдеме до двете методи execute и initialize. Тие што ги спомнав во слайдовите кои што треба да ги имплементираме. За сега нема да се замараме со initialize, тоа ќе го видиме во другиот пример, туку сега ќе направиме еден обичен source генератор, за да можеме да направиме generated class кој што ќе принта hello world, али да ја повикуваме од object folderот. И сега тук имаме контекст и на контекстот generator execution context, това дел од компайлерот и тук само му викаме add source. Add source прима две работи. Првото е како ќе се вика името на класата, а второто е source кодот кој што сакаме да го вметнеме. Па името на класата ни беше generated class, така. Generated class, .cs, не е битно. И тука би го ставиле кодот. Да речеме. Generated class. И внатре би имало hello world, кој што би правило hello world. Така. Ова мора да го ескепнеме. Океј, ако го избилдаме сега генераторот и ако го избилдаме консумерот, овој ерор тука кој што го имам би требало да го снема. Прво генераторот. 0 грешки, супер. Сега тука. Нешто проблем има во CS проектот. Шо вика? Package reference треба во item group. Во нешто. И сега би требало да биде по-добро. Така. Добро, добро бе. Нешто глупо имам сега. Па project reference. Пробува да најде пакет оваков, а нема. Океј. Еророт сам по себе, бидејќи користиме VS Code, се го снема и кај би можеле да го најдеме овоа, ако одиме тука, ќе видиме дека овоа тоа што го изгенериравме ние. Има мал спейсинг тука, бидејќи не почнува од почеток. Кодот може да го најдеме, ама не го наоѓеме.
Тоа е затоа што нешто има проблем со овие две линии тук. Не тука, тука. Ајде да се проверам. Base Intermediate Output Path. Base Intermediate Output Path. Ја ќе го копирам од другото место, се извинувам. Океј, ова е DAPI. Ја ако одам тука. Ама ово не ми треба ова ми треба. Добро. Би требало да е истото. Дечки, се извинувам. Ево. Нешто некој тајп имав, али у принцип од сега понатаму секоја класа која што ќе изгенерираме би одела во овој generated folder. И тука имаме еден обичен hello world метода hello world и тоа е тоа. Океј, сега би сакал да направим уште еден генератор кој што би ги земал сите, би го скенирал нашиот код, би ги земал би ги нашол нашите филдови низ проектот и би ги направил да бидат full property. Добро. Да не пишем ствари. Тука, за разлика од другиот, би го имплементирале incremental генераторот, кој што во себе има само initialize. Другото би требало да е се исто. Сега. Овие се тешки за запамтување. Првото нешто што треба да направиме е да креираме syntax provider. Тоа уствари ќе ни помогне да видиме значи прво целата на овој генератор да ги скенира сите филдови. Еве во меѓувреме ќе направиме тука една класа book и внатре оваа класа би имала private или public doesn't matter, ама добро, би имала string name field. И сега, ако го успееме да го направиме овој source генератор, тука би требало да ни се појави full property. Мислам, во кодот во generated би требало да имаме full property, кој што би ни користело многу. И сега, тука, првото нешто што треба да направиме е syntax provider, да креираме технички да креираме syntax provider. Нешто кој што ќе ни овозможи од компайлерот да ги земеме името на филдот, парентот на филдот, од кај доаѓа, технички од која класа, од кој namespace и така натаму. Цела метадата која што имаме за тоа поле. Прво го користиме контекстот и викаме create syntax provider. Не знам зашо немам IntelliSense. Сега, тука се две работи се многу битни. Predicate и transform да имплементираме. Предикатот, уствари, е ни кажу... Немој вака сега. Предикатот ни кажува што тип всушност бараме ние со компайлерот. Дали е тоа
Field declaration syntax или class declaration syntax или method declaration syntax, нема везе, битно е дека бараме нешто. Во овој случај бараме field declaration syntax. И второто нешто кој што треба да го знаеме за... Јас стварно не знам што е ова. Добро. Второто нешто е трансформ. Може би било убаво да го копираме мајте. Тука во трансформ, уствари ние треба да ги земеме потребните вредности за да направиме тоа што сакаме да го направиме, а тоа е property. Ова го бришеме бидејќи не ни треба. И сега првото нешто треба да направиме е field declaration, да извадиме од тука field declaration. И тоа уствари би требало да биде field declaration syntax, да го кастираме. Нодот. И тука во field declaration од тука може да го земеме field name-от. Сега дали дава ствари тука не знам, али declaration за филдови е малку позафркнато, имаш variables, затоа што може да има повеќе декларации. Ја наоѓаме првата и го земаме identifier-от текст. Тука се наоѓа нашето име. Сега би ни била потребна, за сега мислам дека би ни била потребна field name-от, field типот и класата кој ни треба, затоа што треба да го вметнеме ова како partial класа за да функционира. Сега следно што треба да земеме е class declaration. Исто како field declaration што има. И class declaration треба да го земеме од field declaration, ancestors, да ги земеме сите ancestors кои што се од тип class declaration syntax, фактички да му ги земеме сите знаени и незнаени овакво братучеди. И треба да го земеме првиот во линија, бидејќи и тука има повеќе, затоа што може да го земеш, например, сега book класата би ја земале, ама ли може да оде и во некој base модел на view модел на book класата. Нешто од што таа наследува, например. Не знам што се деси со syntax highlighter, искрено. Не можем сега тоа да го правим, се че се зафркне и нема да има ништо на крајот. Тука треба да провериме ако class declaration е 0, да прекинеме и да не го замараме компайлерот веќе. Ова може ли да го тргнем? Да. И сега земавме field name, имаме класа, сега треба да земеме class name, пример. Би требало да биде од class declaration, истото како горе, declaration или не. Identifier текст, ова е по-едноставно. Тоа што нема декларација. И сега треба да го земеме и типот. Типот на филдот наш. Field declaration type. Тука ќе ни дали integer, string или било што, затоа што мора да го знаеме ова ако сакаме да ги попунеме пропертињата. И мислам дека тука сме готови. Тоа што ни останува е да ретърнеме нешто од оваа трансформација, да завршиме со нашето пеглање со компайлерот и да им кажеме ова се потребните работи и сега натаму продолжи ти да се генерираш код. Јас тука би вратил еден анонимен тип кој што би ги ставил field name, class name и type. Ајде да укрстиме field type. Field type. Добро. Малку ќе одзумирам за да видам кај сум.
Добро, мислам дека завршишме со трансформацијата, ерор нема. И сега треба да ги споиме некои работи. Шо сакаш? Не знам, што е? Ќе продолжам. Добро, тука има тука да ги земе сите кои што не се нула. Тамо. Добро. И сега треба да креираме compilation од ова. И тука викаме ги взимаме од контекстот compilation provider. Ова е се што технички, ова е цела компилација која што ја прави компайлерот и викаме комбинирај го со тоа што јас го имам тука од syntax providerот кој што креиравме сега, collect. Собери ги сите филдови кои што ги најдов тука сега и комбинирај ги со тоа што си го најдел веќе ти. Океј. Сега само да го сменам и ова. Може вака? Добро. Сега што треба да имплементираме е сега треба да вртиме низ стварите кои што сме ги колектирале и да направиме за секој посебен source генератор. Треба фактички да регистрираме source output, нешто слично како што направивме на претходниот source генератори. Тука би направиле context register source output. Како аргумент треба да го ставиме compilation кој што веќе го најдовме. И тука имаме тапал од контекстот и од дата. И тука може да ги вртиме стварите. Сега, за да ги извртиме ни треба еден for each. Стварите кои што ги изгенериравме тука, field name class name и field type кои што ги најдовме, а се филдови, ги става во овоа data write. Зошто и како, стварно не знам. И тука треба да додадеме некој си source. Add source со името. Тука би требало да биде име. Сега зашто не работи? Некаде фали, ама не знам кај фали. Чеки. Не методата, ама окей методата. И ова е окей. Само секунда да видам. Ако заглавам повеќе од некоја минута, Боше ми рече да копирам. Не бе, ова изгледа окей. А од кај треба да го најде? Го имам. Не. Треба да е тука. Дуле. Не ги научам.
Браво, Боше. Браво, Боше. И сега би трябвало да биде тук. Ево го. Окей, добро, браво, Боше. И аз само днес ще ви кажа, ние без Боше нищо няма да направим. Така е генериран и тук трябва да го даваме source. Тук source от какво креираме сега. Технички. И сега. Да видим докай съм. Сега тук би креирале namespace. Сега ще го взема от тук, бидейчи как се викаше проектът? Meetup Consumer. Ще го вземам това. Би го ставил тук право. И тук би креирал класата. Аха. Тук би креирал класата, не касата. А защо няма? Аха. Class name. Класата трябва да отвори curly brackets. Morаме да ги дуплирам, за да го escape-нам. И тук... Да. Добро. И тук би имал... Тук ни трябва field type и field name. Ще го ставам това през сега, за да не комплицираме ствари. И правиме тук get, кой ще трябва да го врати field type-от. Field name-от, извини. И трябва да имаме set. Кой ще би рекол item field name е еднакво на вали. Така. Дуплирай го само. Окей, да го пробваме това пред да продължим една таки. Да. Ретър? Добро. Тук мислим дека е отворено генераторът. И шо вика сега ова? От кај до ова? Аха. Добро. Окей, build succeeded, ајде сега ова. И сега нещо дава. Вика, the name does not exist in the current context. Ако го отвориме, ова, гледаме дека имаме сега некој си field to property генератор. Значи ова функционира, само што има некаков си ерор. И што е ерор сега? Мене ми стои како да е таман. Окей. Добро. Браво, бе, Боже. Нашият source генератор.
ова ќе го вратим назад. Дечки, мислам дека ако пробам да верглам натаму, ќе стане досадно, така да мислам дека светите поентата која е на source генератори, дека креират код во позадина, код кој што ни помага на некој начин, го крие, мислам, ни го трга бойлерплейт кодот и на крај на ден по-читко и по-лесно е за програмирање. Не знам дали го имам тука некаде, окей, тука го имам истото ова, само што во генераторот имам направено две методи кои што се on-changing и on-changed. Поентата со нив ми е да можам да ги оверрайдам пред да се сменат и кога ќе се сменат. Тоа е нештото, истата имплементација имат и observable property течките од Community Toolkit кои што го направиле од Maui. И сега ако одам во Book, можам да ги оверрайднам овие ствари on ID changing и on ID change. Ако ставам тука, например, уште една integer Боше, би била, најверојатно би се креирало и за неа нешто во generated. New генератор, ама треба... Окей, ако одам на Боше, гледам дека Боше го имаме тука и исто можам исто можам да решам, да кажам, ево го, on vo changing, треба да биде on Boше changing. On Boše changing, да. Да. Окей. Ќе го рануваме примерот само и ќе се вратиме на презентацијата. Пример ќе сакам да го објаснам. Тука е уствари тука креираме, инстанцираме објект нов од Book. Прво ID-то го ставаме на N23, после го ставаме на Boше. А меѓувреме ги повикуваме овие on ID changing и on ID changed. Нешто кој што ни помогна source генераторите да го направиме. Ако одиме гледаме дека on ID change from 0 to N23, од N23 to Boше. И толку. Тоа е тоа. Нешто, некаква слична имплементација и таа што имат Maui observable property и анотацијата кои што имат горе. Ако сакаме да програмираме и да ставаме со анотација, тука некаде, место да кажеме дај ми ги сите field declaration syntax, би рекле тука уште некоја додатна линија која што ќе речеме барај ги само тие кои што имат таква и таква анотација кои што се наоѓаат таму и таму. Толку. Сега Боше? Кај беше? Кај е Mirror? Кај е? Не го гледам. Аха. Stop mirroring. Добро. Ѓорѓе. Окей, јас извинувам, немам презентирано одамна и не знам. Аха. Добро. Го гледаме? Добро, ќе го извртам надоле. Ама не се менува. Добро. Окей, заврши демото со креање на source генератори. Се надевам дека ве е јасно отприлика како функционираат. Доста се корисни и се повеќе и повеќе ги користат. Исто така и јас ги искористив за да направам еден тул, кој што сега накратко ќе го презентирам. Тоа е, како што видовте во насловот на флаерот, DAPI. Му го давав името, мислам дека тотално нема врска, ама бараме интересно. .NET Application Pre-Programming Interface. Ако API Application Programming Interface, ова би било исто само Pre-Programming Interface. Или на Дуле API-то. Или како што кажа Ѓорѓе, Дуле Папандов, нешто? Да. Окей, што прави? Го автоматизира процесот на креање на CRUD операции. Можеме многу лесно без со нула код да креираме, да бришеме, да апдейтираме и се остало. Има built-in, тоа е built-in, како што видовте, built-in interface, built-in API, built-in
built-in support за филтеринг со query параметри, имаш sorting, ascending и descending и имаш пагинација. Поентата на ова е дека е лесно за rapid development и за прототайпинг. Инспирирано е од Strapi, не знам кој од вас го знае Strapi, али инспирирано е таму, само што Strapi е многу по-комплексно, има UI и моделите и релации се креират од таму, али со Боше и со Коста се договориме дека ние можеме да направиме тоа. Со UI. Со UI. Да. Тука барам ерори имаме. Океј, како работи DAPI? Многу едноставно, креираш модел по твој избор, дали е тоа book, автор, мислам дека е book и автор, 100 пати кажав, барам сам на себе. Апдейтираш базата, тука вршиш миграција и го апдейтираш DB контекстот и се што треба да направиш е да ја анотираш твојата класа со CC контролер. Ова е целосно направено со source генератори. Океј, stop mirroring. Mirror. Ево го Strapi иначе, али ќе го покажеме после. Сега. Да го уклучиме DAPI-то. Океј, значи имаме ајде да го пуштаме. Може. Тоест, правиме овака. Book, автор, ќе ги изгасам. Кира мислам дека нема. И movie, ќе го изгасам. Овде ми да го пуштам. Ова се пушти со некакви ерори, само секунда. Да видам, не е избилдано. Шо е проблемот? Не можем да го не можем да го извадам у овој момент. Добро, се извинувам. Бидејќи има некои други ствари. Али добро. Не било. Добро. Yes. Фала Богу. Океј, дечки. Накратко ќе објаснам, нема веќе да ве замарам. Ова е обично API, нешто што сте навикнати да го правите без разлика дали е во .NET или во било шо. Ова е Swagger, кој што ни овозможува да го користиме тоа. Сега, тоа што можам да ви кажам јас, дека не сум искуцал ниту еден контролер со ова. Се што го гледате тука е искреирано само во позадина. Ево да речеме, ќе ги земеме за пример Book. Ова е единствениот код кој што го имаме за Book. Значи, имаме анотација дека е CC контролер, имаме ID, кој што овие мора да ги ставиме од Entity Framework, дека ова е primary key, дека е database generated, за да се генерира во позадина. Имаме string, имаме title, year published, имаме дури и релација, имаме foreign key author, така да можеме да го лаудираме и авторот и не е ништо непознато. Вака, например, изгледат моделите во .NET API секако. Само што сега едината разлика е ова, CC контролер. Не е окей. Значи, ова е се што имаме. Немаме контролери, немаме ништо. Во принцип имаме целосно, имаме get all, имаме post за да креираме нов book, имаме get by ID, имаме put, имаме delete. Дали работат, ќе видиме сега. Имам ставено неколку книги, ако одам tryout, би требало да ги земам од база. И еве ги. Имаш Squid Game, Hobbit, Doubles, не знам, шо е ова. Али окей. Ни листа три айтеми, така. Имаме тука query filtering. Може да речеме, дај ми ги сите книги кои што се паблишнати 2019 година.
Execute, ни ги дава двете. 2019 Hobbit и Squid Game. Ако речам, сакам да ми ги лимитираш една од нив да ми дадеш, ти дава само едната. И оваа целосно со нула код. Сега ќе направиме нов контролер, нов endpoint, за да видите дека стварно функционира. И сега да копирам от тук, затоа што namespace-от нема да погодам. Namespace-от мора да го задржиме. И тука ова би било Боше. И да ги вземеме некои ствари. Ево овоа, например. Дека има ID. Боше. Name. Боше. Браво, Боше. Окей. Сега треба да го додадеме во AppDB контекстот. Имаме и Кира тука. И тука ќе го ставиме Боше. Сега вака конвенцијата секако мора да биде со S. А така име е направено, мора да го следиме тој патерн. Добро. И Боше, да. И сега би требало да имаме целосно нов контролер со Боше. Ама прво треба да извршиме миграции. Кај сум? Не знам што е проблемот. Ама не ми дава ерори, тоа е проблемот. Добро, ама ќе ги земам од тука, шо? Пошто сигурно на рака не ги знам. Да. Добро, сега би требало да работи Migration SAT Боше. Би требало да се изврши. Да. Database update. Окей, гледаме така базата не се апдейтира и се е окей. И сега да го пуштиме. По правило би требало да имаме нов контролер кој што се вика Боше. И еве го. Имаме Боше и сега да го пробваме пост. Ќе направиме нов Боше. Помина. Ако одиме да провериме, гледаме дека има Боше. Окей, да ви кажам дека само уште една работа, дека ова исто се дебагира, така да можам да одам во кај сум? Во Object. Бош кај е Generated. И сега бараме генератори, CRUD генератори и тука ги имаме сите, имаме Чире, Боше, Book, Autor и така натаму. Ако одиме во Боше контролерот, вака изгледа мојот контролер. И ако одиме Get Boshes и ако ставиме тука Breakpoint, ако го повикаме ова, и го имаме хит на Breakpoint. Така се дебагира. Исто како да е твој код. Дечки, мислам дека тоа е тоа од моја страна. Само да го ставам овоа кај сум. Добро, демо 1, демо 2. Окей. Зашо не се апдейтира? Само секунда. Окей, прашања. Односно, прво,
благодарност за сесијата, Деве, шо е се ово? изнамачи, ама успешно. Да. Да, барем јас се слушам. Фала, Прашања? дечки. Имам ја едно одма за почеток. Може? Колку има логика да се праша за юнит тестинг во овој контекст? Па има. Би можел да ставиме, ама не сум сигурен како во моментот. Има, мислам, да или надворешно да го тестираме некако, или да направиме source генератори за тестовите. Не сум сигурен како, ама сигурно има начин. Мислам дека има начин. Не, немам ни ја идеја у моментов, ама ме интересираше дали сте И јас го размислували разговарав о таа на кратко истото прашање, ама integration тест, не знам. Би можел. Integration е супер, да. Би можел. Integration тест е супер. Меѓутоа, Да. unit тест на auto generated code дали има Па уопште ќе генерираме логика? друг код за unit тест ако воопште има логика, ама не сум размислил искрено, не знам. Така. И тоа да. Ќе биде исто. Да. Мислам дека Так. сам по себе е unit тест тој Да. на некој начин. Така. Да. Супер. Фала. Фала на прашање. Повели. Error handling. Error handling моментално нема, али можеш да дадеш буквално што сакаш. Зборуваш try catch-ови, да такви работи. Не сум ставил ми стои како to do notes, али можеш да ставиш во Кај кодот, тебе, пошто на твоја кодот е кај страна. тебе. Можеш да ставиш try catch-ови, можеш усвари и патерни да уклучиш тука, репозитори патерн, можеш сервиси да земеш од некаде. Тоа што заборавив да го кажем усвари дека овие контролери не може да ги менуваме, а може да правиме на пример вразнив ствари. Ева ако го отворам, не знам кој беше последно, ако отвориме во Books, на пример temperature, гледате дека не треба да биде тука у принцип. Ама си креирав нова класа кој што е partial класа и само го додадев не тука. Малку ме е тешко, али се извинувам. Па мек е затоа. Не, отие Се зезам. многу овакво контролери. Да, book controller. Ти можеш пак да си криеш book controller, си да си ставаш додатна функционалност тук. Еви, например, имаме weather сервис. Ако го кликнам weather сервис, температурата ќе не кажеш дека е колку? 25. Можеш да си додаваш функционалност. Тоа не ти го брани source генераторите. Контролерот? Ево. Сега тука не сум сигурен ова треба да се избрише, вали, пошто сум правил нешто. Али, ево го контролерот. Како секој друг .NET контролер, има патека, како да го најдеме, има метода getTemperature, која ќе врача action result и тоа е тоа. Супер. Доста интересно. Да. Ме интересира тоа што се генерираат ствари во object folderот. Дали е тоа опционално, пошто дека што имам користено јас, фактички тие класи не постојат до compile time, освен ако не го побараш usages, тогаш ти изгенерира привремен файл. Мора таму да бидат. Ако користиш било која идеја, би требало да ти ги рефрешира автоматски. Например, ако користим Everrider, ќе го зголемам тука, ова можеме ли? Само секунда. Можеме ли ако да го зумирам ова тука? Ова малку потешко. Мислам дека само фонтот може да зголемиш тука. Не. Во, од оваа страна. Затоа што Everrider, например, ако користиш, имаш посебна папка што Rider ти ја генерира, пардон, за source генератори. А Visual Studio Code е малку посиромашно. Да, епа на Visual Studio Code тоа е потребно у принцип. Тоа се става тука. Каде е? Во CS проектот.
Е тук. Ово се тие двата файла кои што не можев да ги препишем убаво. Ако не го специфицираш output патекта... Ако не го специфицираш, пак оде во OBJ. Само не знаеш точната локација. Окей. Питомот ти, например, со Vim саках да ги препознае вие генерирани файлове и не може да ги најде. Например, од ID, ако кликнеш, го генерира одма. А за Vim да ти ги препознае, мора да прави .NET build на секој. Или да ставиш некој бачер. Да, добро. Да. Фала Дуле за презентацијата. Имам прашање за дали може во Source Generators да користам third party libraries и како би можел тоа да го направам. Зашо не, тоа е .NET стандард library проект, можеш да си го референцираш пакетот, да си го уклучиш и да си го користиш. Фала. Можеш. Не сум пробал, но можеш сигурно. Во принцип мислам дека не ти треба, затоа што во консумерот треба да го ставиш пакетот што го сакаш. Дали можеш од source кодот да референцираш ствари од генерираниот код? Да. Ма не, па тоа беше првото демо, уствари. Generated class првениот немаш, а после кога направиме source генераторот имаш. Да. Референциравме, да, само што глобален оваква, глобален usings. Дечки, фала ви многу, ако нема други прашања за внимание. Имаш